Во градот кој е најтешко погоден од поплавите, каде по втор пат за еден месец се евакуирани околу 230 жители кои сега престојуваат во спортската сала, чии домови повторно станаа под вода. Поплави има и во други делови, а нешто посериозни се во Сарајево, Гостиварска и во Липковска. Нашите куќи не можеме да се вратиме, преведејќи јас денеска бев дома, од сите 3 соби, сите 3 врати се откорнати, џамоите искршени, фрижидери, перални, каучи, други, тоа све вака е лом. Значи, од мене, ево што толку вака повисоко, се познам од флека док имаше вода. И сега, како прво мене ми е страх, тоа може да ме потклопи со све деца, со све фамилија. Овој пат беше многу вистински голема водата, и ние што моравме све да напуштиме. Имате ли доволно ресурси, храна, вода? Каде имаме, носат, колку што си можа ни помагаат, ни носат, тоа е од ним дужност, ние сме многу заблагодарни од ним. Са бајле е снимано, што прибедејќи не можевме 2 дена да влеземе во куќите. 2,5 метра вода надворешно. Штета имам голема, значи дрва 7 метра дрва ми однесе, нешто гулаби, тоа што има кутлуци, свето однесено, а натре самите ќе се уверите вие. Еве ви доказ да видите сега во каква состојба сме ние. И на тиот пат беа вклучени хигиеничарки од општина Кичево, значи оние што ни се на располагање, да зачистат колку што можат. Имавме организирано дезинфекција и дезинсекција, тоа се правеше во 2 наврати додека беа сместени тука граѓаните. Се истото ќе се прави и сега. Беа ангажирани тимови од општа болница и од здравствен дом. Истото сега имам доставено барање да доаѓаат да видат на повик кој кому му треба, што му треба. Во овај момент имаме вклучено преку 30 камиони, преку 10 огромни багери машини, значи комплетно цела механизација со која располага општина Кичево, јавното предпријатие, рекосломе, противпожарните единици и дури имаме помош од сите фирми во градот. Значи сите што имаат градежна машинерија е вклучена. Синдикатот денеска во 11 часот ќе блокира владата, обвинувајќи дека работниците се оставени сами да преговарат со работодавачите за минималец од 600 евра и линеарно зголемување од 100 евра за останатите плати. Последната блокада пред владата е токму поради тоа што оваа влада ги блокира работничките плати долг временски период за кој само вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за 9250 денари или едно 4-члено семејно домаќинство е посиромашно за 9250 денари. ССМ ќе донесе одлука за организирање на генерален штрајк. Со таа одлука, секој еден вработен и во јавниот и во приватниот сектор ќе биде заштитен. Генералниот штрајк според размислувањата треба да трае 24 часа. За време на генералниот штрајк нема да се извршуваат работните задачи и за време на генералниот штрајк ќе треба да ни се придружат во часот и во времето во кое ние ќе го определиме на улица. Секој работник сам бира дали ќе протестира и дали ќе штрајкува или не. Партиски несогласувања го кочат стартот на комисијата за серијата трагедии во кои последните години загинаа 139 луѓе. Ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМН предложиле членови за собраниското тело, за сега своји представници предложи само Левица. Партиски игри го кочат стартот на адхок комисијата за серијата несреќи во последните неколку години во кои загинаа 139 луѓе. Ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМН немаат предложено своји членови во ова собраниско тело кое треба да ги истражи околностите во кои се случија двете автобуски несреќи во Ласкарци и Бугарија, како и пожарите во Кочани и модуларната болница во Тетово. Од СДСМ велат дека ќе дадат своји предлози и покрај тоа што сметаат дека спикерот Гаши е тој што треба да го иницира стартот на комисијата. Ние ќе поднесеме, па согласно тоа како Гаши го толкува деловникот, очигледно е како му одговара. Еднаш на еден начин, кога треба да поминат кредити и задолжувања милионски на државата, тогаш закажува. Комисија кој има нешто што не му одговара, тогаш не закажува. Така да
еве ќе излеземе во пресрет на се. Гаши на брифинг со новинарите вели дека председателот на оваа комисија е тој кој што треба да го свика нејзиното заседание, а за да може тој да биде избран, партиите мора прво да дадат своји предлози. Најави дека на следната координација за ова лично ќе ги потсети координаторите на пратеничките групи. За сега своји представници предложи само Левица. ВМРО-ДПМН е без предлози, иако и оттаму најавуваат дека ќе го сторат тоа. Од партијата и денеска се фокусираа на одговорноста на Филипче за пожарот во модуларната болница во Тетово, кој изби во времето кога тој беше министер за здравство. Трагедијата во модуларната болница во Тетово, во која згаснаа 14 животи, можела да биде спречена ако Филипче бил чесен и доколку не го интересирале провизии, анекси и тендери. Трагедијата би била спречена доколку Филипче имал подготвено елаборат за електрична енергија, но и доколку техничката спецификација била како што треба. А истата ја прави одговорно лице назначено токму од Венко Филипче по негова насока, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале законот за градење и законот за здравствена дејност. Филипче ги отфрли обвинувањата за кои рече дека се плод на црна кампања, која според него има за цел да дефокусира од клучните проблеми. Ето, тоа е концепт. Лажни обвинувања, лажна црна кампања. Собранието на стартот од декември лани одлучи да се формира анкетна комисија која ќе расправа за сите несреќи, откако претходно СДСМ бараше да се разгледува само пожарот во Кочани. Александар Спасовски, Сител телевизија. Европската унија не ги одбила барањата на камионџиите, туку процесот за изнаоѓање решение е во тек. Тврдата од Макам Транс превозниците барат преодно решение до следниот состанок на комисијата. Значи, ние пративме допис со почетокот на самите протести, го пративме тој допис до Европската комисија, меѓутоа ја не го сметам тоа као нешто што е разговарано веќе па да биде одбиено. Рокот од 2 недели е рокот кој што е закажан за новиот состанок. Ќе разговараме после тоа за било што кој ќе добиеме некој одговор. Значи, активните блокади нема да мора да се прават, бидејќи возачите ќе немаат слободни денови за да можат да возат. И тоа е исто блокада. Државата ги заострои условите за добивање субвенции со новата програма вредна над 98 милиони евра со цел парите да одат кај оние што реално произведуваат. Кај лозарството минималната површина се зголемува на 5 декари, во сточарството минимум ќе бидат 3 крави, а кај козарството 30 грла. Имаме одредено мало подкревање на површините кои што се услов за користење на субвенциите со цел да зголемиме домашната продукција на храна. Нема кратење во делот на субвенциите, него има дополнителни условувања во делот на производството во делот кој што треба да го постигнеме на едно повисоко ниво. Сите овие реформи кои што ги правиме, почетни реформи, се да дадеме еден правец каде ќе се движи Македонија во наредниот период. Навистина, ние мораме да овие субвенции кои што ги даваме како држава бидат на вистинскиот начин дадени кај вистинските луѓе кои што навистина работат и произведуваат земјоделски производи. Државните земјоделски инспектори од Државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Дополнително, дел од производството, сите оние земјоделци ќе треба да го докажат во предаден или откупен или претувачки центар со цел да го докажат своето производство. И во одјавата на вестите информација од спортот, регометарите на Вардар попладнево во 18 часот и 45 минути во Лисабон го играат првиот надпревар од групата од главната фаза во Лига Европа. Тие гостуваат на теренот на португалската екипа Бенфика, а вечерва се играат и првите 4 дуели од 16 на финалето од фудбалската лига на шампионите. Со овие информации ги завршуваме вестите во 8 часот. Следното издание е во 9. Пријатно.